Добар ден, дами и господа, 18:20 овде и сега на Алфа се разбира во својот редовен термин, некаде пред самиот крај на оваа работна седмица и денеска овде и сега уште еден нов наслов. Денеска повторно ќе го третирам моето Скопје. Јас им се извинувам искрено на другите, на луѓето кои што живеат во градовите во Македонија, ама предпоставувам дека истите ќе се вклучат и ќе предискутираат, се разбира, за Скопје, бидејќи верувам често доаѓаат и го посетуваат истото. Ќе зборуваме за еден гостин кој што пред некој ден пристигна во Скопје, тоа е синот на креаторот на постземјотрес на Скопје, Пол Танге, значи беше во Скопје, кој што вели дека се чувствува исто како дома. Сега Пол видел едно Скопје, значи се разбира од татко му, но пристигна во едно сосема поинакво Скопје. И сега на прашањето кое што сите му го поставија, се разбира, врзано за барокно Скопје, тој вели, ако овие гради им се допаѓаат на жителите, тогаш истите ќе постојат како такви. Ваше е да одлучите дали ви е убаво да живеете во ваков простор. Всушност, изма по повод барок на Скопје и неговиот престој во Скопје е и денешниот наслов. Ќе го обработуваме овде и сега. И сега, дали вас воопшто ве праша некој, драги мои скопјани, дали сакате да живеете во вакво Скопје? Дали се чувствувате удобно, дали ви е комфорно во вакво Скопје? Значи, вели како архитекти, зборува поставувам за неговата фела, треба да видиме што ги прави жителите значи на еден град комфорни. Не сме тука да создаваме од егоистички причини. И сега дали некој од егоистички причини го направи нашаво Скопје, да не речам полубарокно, а ќе речам, и дали тој егоизам се преслика во она што го имаме денес. Дали некој вас ве праша дали сакате да живеете во барокно Скопје, дали во некои делови да се чувствувате како од времето на Александар Македонски, а во некои делови да се чувствувате како од времето на Гоце Делчев. Како и да е, овде и сега 2600-373 вашите телефонски јавувања, се разбира вашите ставови овде и сега. Оние другите кои што не сакаат и не можат. Фан страната на Facebook Нора Шакири има отворена. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Петар Здравковски. Здраво, Петар, повели. Здраво. Значи, вак, мене никој не ме праша дали сакам да живеам во вакво Скопје. Ти си Скопјанец, така? Ја ќе си изјаснам дека не сакам да живеам во вакво Скопје. Ама веќе од кога е направено? Тоа направено е, некои градби се направени, некои кои не се направени по промената на власта ќе биде тоа пренаменето, финансиите ќе бидат пренаменети за многу позначени работи за македонскиот народ. Имам една порака до Груевски. Сакаше да со сила го наметне и за жал успеа со сила да го наметне Скопје 2014. Не е само Скопје. И не е само споменици. Постојат во Македонија и други градови, постојат во Македонија многу побитни работи, а господине Груевски, пошто многу често се повикувате на идентитетот. Ја ќе ви порачам дека вие со овој проект мегаломански Скопје 2014 го менувате идентитетот на Скопје и не му давате да живее како што сите го знаат, сите генерации го знаат Скопје. Јас не сум против градби. Значи, секаде се градело. И секој во одреден период на своето владење во историјата нешто градел. Ако Груевски прочитал историја, веројатно знае. Меѓутоа, никој не градел се одеднаш. Значи, ова е мегаломански проект кој не е потребен, освен неколку згради кои ги направија, другото не е потребно, меѓутоа за жал се направи, со тоа што не е направено,
мислам дека тие пари ги пренамениме по промената на власта многу паметно и за во корист на граѓаните на Република Македонија. За ова прашање, пошто е прашање на идентитетот, според мене требаше да има консултативен референдум со граѓаните на Република Македонија. Никој никого не прашува, очигледно. Никој никого не прашува, државата си ја третираат како приватен пашалак, меѓутоа тоа ќе биде уште малку, затоа што на народот му е преку глава. Добра. Петар, јас ти благодарам. Да, многу ти благодарам на и јавувањето. Остани се разбира овде и сега на Алфа. Ние продолжуваме понатаму. Ваше е да одлучите дали ви е убаво да живеете во ваков простор, вели Пол Танге. Добар ден. Добар ден, ајде, госпогица Нора. Хајде, така сега почнавме. Да. Повелете. Значи, Кензо Танге е архитект кој после земјотресот го донесе деталниот урбанистички план за целокупната архитектура на градот Скопје. Да. По неговата идеја е направен и градскиот трговски центар и новата железничка станица. Меѓутоа, сето останато што го има видено синот сега на Кензо Танге, сигурно дека не е задоволен од сето тоа што татко му има предложено да се направи и да се донаправи Скопје по земјотресот, затоа што јас сум стар скопјанец, роден во Скопје. Скопје, па дури и по земјотресот како изгледаше, а како сега изгледа во еден античко-барокски стил. Јас секогаш во шала со колегата на работа, која се правиме мувет, му викам, ако помине човек низ центарот на Скопје, односно низ плоштадот Македонија, ако се загледа лево или десно, сигурно ќе се удри во некој споменик. Значи, во шала кажано, во иронија, е споменик до споменик. Меѓутоа се надевам дека ќе дојде до брза смена на власта и дека ќе се дислоцираат и ќе се смени ова античко барокно време, како што и денеска на седмицата вамо може би не е баш во контекст, меѓутоа еве и мињата на улиците почна да ги се изгласаат да се менуваат. Да. Најверојатно ќе треба уште еден споменик спрема мене да се направи, а тоа е на Мане Мачков. Знаат граѓаните кој е Мане Мачков. Спрема мене мислам дека ВМРО ДПМНЕ треба во центарот на плошадот на Скопје да изгради еден споменик на Мане Мачков и со тоа да се финализира генерално ова проектот Скопје 2014. Толку има. Добро, од овој разговор со вас, односно ово излагање, заклучувам дека вас не ви се допаѓа ова Скопје. Па не ми се допаѓа, затоа што јас не рачунав вака да изблезе... Да, и заклучувам дека сте можеби малку лути, затоа што никој ништо не ме прашал, дали сакате, дали да живеете во едно такво, како го велите антички барок на Скопје. Никој граѓаните не ги прашува. Дека требаше, например, референдумете, што рече. Да. Јас се затоа што граѓаните да одлучат дали, например, плоштадот Македонија така да изгледа. Ете, да биде споменик на Гоце Делчев, кој што рековте, на Александар Велики, на Икс. Да, може на крајот на денот да видиме нели кое време ни се сервира, мислам. Така. Меѓутоа, ова мене не ми личи, еве како што спомна еден член на СДСМ, не знам кој беше сега во вестите, дека не прави разлика меѓу Тодор Александров и Михајло Апостолски. Јас правам голема разлика, затоа што Тодор Александров е бугарин и се борел за идеалите на Бугарија, а Михајло Апостолски е македонски револуционер од Втората светска војна, што за жал во Република Македонија, па еве и во Скопје, многу споменици од Втората светска војна искршени и оскрвавени, значи немаме никакво обележје од Втората светска војна, а баш во Втората светска војна се имаат борено и македонци, и албанци, и турци заедно за ослободување на Скопје, па и на
цела Македонија. Да, добро. Благодарам многу. Поздрав. Секој е добро, остана да се разбира овде и сега на Алфа, знаете по ова издание, следуваат централните вести во 19. Добар ден. Добра. Или проблем со линиите, или мала нестрпливост, како и да е. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден, повелете. Господи Ценора. Да. Дајте зборуваме и друг има уклучен. Не, вие сте, повелете. Да ме послушате само малку вака. За Груевски. Многу некои работи направи, неки споменици таму, неки автобуси, жичара, што ја знам, по болниците таму, ред пари потроши, за врбите таму во Вардар. Само ме интересира едно. Абе, што правеше таа влада пред него, што беше, ни парите ги нема, ама ништо бе нема изградено ново. Само тоа ме интересира. Не знам јас тоа. Ете поздравени. Толку? Толку. Добра, ви благодарам многу на јавувањето во секој случај. Многу утро си го искористивте времево да кажете што сакате да кажете. Добро, секоја чест. Добар ден. Затвори ја вратата. Не ја затварајте вратата. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Добро вечер, драга Нора. Или добро вечер, да. Да, Донка од Скопје. Повелете, господја. Дали сакаме да живееме во ваков простор? Па, ние живееме во 21 век, а нашата влада не враќа во времето на барокот. Тоа не е ни чудно, додуша нашата влада не враќа и цели 2300 години наназад во античка Македонија. А досадно им било да слушаат за бивша Југославија. Бивша Југославија била минато, не треба да правиме муабет за тоа. Тоа е зад нас, барокот и античка Македонија не се зад нас, туку испаднаа дека се пред нас. И меѓутоа не ме чуди дали дека ние треба да одлучиме, зашто владата сама си одлучува и во тој поглед е толку самобендисана и толку арогантна, што на моменти, да речам, преминува таа ароганција во дрскост. Нивниот однос е таков како што е односот на еден старогрчки филозоф Диоген, кој за себе имал многу високо мислење и сметал дека само тој е вистинскиот човек. За да го потврди тоа, тој зел сред бел ден запален фенер да бара ист како него. И замислете, не нашол. Тој бил најдобриот, најпаметниот. Баше паметно со фенер, нели? Баше тоа паметно со фенер сред бел ден. Да. И неговото мислење денеска се вика парадоксот на Диоген. Да. Меѓутоа, нашата влада не со еден фенер, туку со 1001 да бара, не ќе најде никој како нив. Тие се најпаметните, највистинските и така натаму. Затоа сметам дека одлично ќе им стои презнакот, парадоксот на ВМРО ДПМНЕ цртичка Груевски. И на владата им ја порачувам драмата од Томе Арсовски, која се вика Парадоксот на Диоген, да ја прочитаат, белки ќе излечат некој навистина вистински заклучок. Бидејќи на ваков начин, со ваков нивни однос, само лутаат по лавиринтот на собственото јас, односно низ лавиринтот на собственото ние и само ние. Ви благодарам, пријатно. И јас ви благодарам многу, господја, на јавувањето и на тоа што се разбира без никаков проблем овде и сега, како и другите гледачи. Вашето собствено мислење. Добар ден. Сега, добар ден. Меѓутоа, за разлика од досега, сега се представувам како скопјанец
кои што ви се јавуваат во вашата програма. Ако не се лажам, адвокат Игнат Панчев. Адвокат Игнат, меѓутоа јас сум скопјанец. Да. Значи, со полно право можам да давам мои видувања, но дали сум право или не, нека цени вашата јавност. Да. Повелете. Вака сега, значи, јас го памтам Скопје пред земјотресот, го паметам за време на земјотресот, и паметам двете поплави кои што наводно го предизвикаа земјотресот во 1963 година, памтам што се случуваше по земјотресот, па тогаш Скопје во цел свет беше познат, значи со самото тоа и Македонија, и Југославија, како град на солидарноста. И од цел свет, и од Америка, амерички војници, од Русија, руски војници, од Кина, значи од цел свет, беа тука за да го градат Скопје. Меѓутоа, за да се гради, прво мораше да се рачи. И се рачитуваше Скопје со помош на сите добронамерни пријатели од целиот свет. А целиот свет беше добронамерен спрема нас. Па потоа, од град на солидарноста, во врска со тоа се правеа разни манифестации, па се правеше големиот проект со тимот на господинот Кензо Танге, па на тој проект се воодушевуваат местите, бидејќи со тој проект Скопје стана втор град во Европа, со должина од 25 километри, а со ширина од 18 километри. Со тоа што, освен што беше втор град по должина и по ширина, значи беше и меѓу првите градови во Европа по зелено. Значи, по планирано пространство, тоа беше основата на визијата на тимот на господин Кензо Танге, кој што сакаше да го уреди Скопје, за да се користи во наредните стотина години. Меѓутоа, Кензо Танге го направи своето. Народот јавно се произнесуваше за прифаќање на неговите проекти и со самото тоа беше финансирано од светот и од кај. Значи, сакам да кажам дека по промената на системот, веќе Скопје не е градот на скопјани, туку е градот на поселени лица во Скопје. Така да го Скопје. Во време на земјотресот имаше 120.000 жители, а сега ги има негде околу 600.000 жители. Како сега таа миграција влијае на развојот на Скопје е општо познато, а тоа е следното. Во малите места во Македонија се продаваа недвижностите за да се дојде во Скопје. Така да скопјани, кои што живееа во Скопје, се префрлија на надворешниот дел на Скопје. А во Скопје дојдоа надворешните лица што го купија Скопје. Тие надворешни лица си ги уредуваат и водат грижа за своите места, меѓутоа Скопје го чувствуваат како туѓо тело, па затоа се прваат кефи со отпадоци од први, втори, трети, пети страп и така натаму. Значи, во ситуацијата сега да се осврнам повторно на гостинот, синот на покојниот Кензо Танге, значи, во тоа време се планира простори за зелениво, за урбано живење на целото население, со простор за деца, со простор за возила, со простор за следни генерации, барем во 10-15 години. Меѓутоа, тие што дојдоа во Скопје, бидејќи за пари можеа да купат се, па го купија тендерот и им се бедниса, бидејќи како што дојдоа во Скопје, стана и гласачко тело. Па со самото тоа, гласаа за измени на детални урбанистички планови, кога тогашните скопјани и македонци кои што го финансираа Скопје, беа ненормални, па планираа многу слободен простор, одеднаш испадна дека треба да се скрати во времето на Аларова паркингот на универзална сала за да се направи надземна гаража, ето како што Космос создема како паркинг на населението на околните згради, за да биде спратна гаража, па се претвори во се, само не во спратна гаража. Да. Значи, целата работа сакам да ја сведам на следното. Дека од град со изградена инфраструктура се претвори во град кој што треба да пере пари, па така, заради перењето на пари, центарот на Скопје во многу години наназад е централно градилиште, наместо да се шири градот, тој се стеснува. Оправдувањето е да се искористи секоја пломба, заради тоа што луѓето наместо да прават гради, беа свесни. Меѓутоа, оставаа тој простор за
убаво живење на луѓето кои што ги купува или ги добива становите за живење. За на крај да го кажам и следно. Тие дојденци во Скопје се гласачкото тело и тие гласаат за лидерите од својот крај или од своето село. Не гласаат за Скопје. Значи, јас не напаѓам политичка партија. Да речеме, партизанска ја блокира една дивоградба на патентните чини, со тоа што државата му одзема војната на управа за јавни приходи. Слично, меѓутоа го спречи развојот на градот според проектот на Кензо Тамис. Ако СДСМ во тоа време не можеше да го заузда патент од разни причини и уште неколку патенти, дојде времето на другата власт, па таа не може да ги заузда апетитите на своите поддржувачи и финансиери. Па затоа сега сакам да кажам дека веројатно инвеститорите од светот го отиват и некои острови од светот, кај што одат само далеби да си го размножуваат потомството. Значи, од тамо доаѓаат инвеститорите кои што пари никогаш не ги создале само на тоа тло, значи парите се одовне. Па сакам да кажам, веројатно така брзо ќе ги задоволат своите интереси, затоа што веќе центарот го пополнија војното на разноразни инвеститори од странство и дека во наредните 2-3 години таа ситуација ќе се среди, па ќе дојдат некои други здрави духови, младите, тие се перспективата за расистување на се, не политичките партии. Добра. Младите, за да може да ги средат до несредените работи, да направат нови сообраќајници, нови мостови, а за тоа дали треба да се поддржи во смисла дарсната архитектура и слично, и вашето прашање дали ви е убаво да живеете во ваков простор, да, живеам во ваков простор заради граѓаните, заради комшиите. Меѓутоа, просторот воопшто не личи на тој за кој што јас своевремено гласам, ме прашуваа за мислење, како мене ги прашуваа уште 2 милиони луѓе, и финансиравме изградба на современ светски град, а сега се претвори во... Добивме нешто друго. Да, добро. Ви благодарам во сега случај на јавувањето. Малку повеќе зборувавме од оно што се разбира го имаме како минутажа предвидено, но добро, некој има да каже повеќе, некој помалку. Важно е дека постоиме, се разбира, секој ден за да го чуеме вашето мислење. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Ало. Пријатно, ви благодарам. Ваше е да одлучите дали ви е убаво да живеете во ваков простор, вели Пол Танге, синот на креаторот на Пост земјотрес на Скопје. Добар ден. Добар ден, здраво живо. Здраво живо, повелете. Вака пред се како македонец во својата родна Македонија посакувам да живеам во македонски простор, во македонска Македонија, значи пошто србите или не знам грци, бугари, албанци сакаат да живеат во своите татковини, во кои иначе имаат чувство дека се во својата родена земја, така јас посакувам да живеам во моја македонска Македонија, со македонски великани, со македонски имиња на улици, значи со македонски своји национални символи. Сега некој мене ако ми нуди, поточно ако му пречи таа македонизација во Македонија, а е македонец поготово за жал, а му пречи таа македонизација, тогаш се чудам на тој човек. Зашто зборувате вие, господина? Молам? Зашто зборувате? Па еве за просторов, значи во кој живееме и ти и јас и сите ние, нели? Значи мене ме радува што Скопје, ете да речеме и плоштадот Македонија личи на плоштад Македонија со македонски великани од памтивек па до денес. И на некој ако им пречи Македонија од памтивек до денес, ги жалам. Иако сметат дека како фашизми бугари, не знам таму грци и други, дека ние сме творба на Тито од 45-та наваки, тогаш ги жалам како соработници на тие фашизми негатори наши. Значи ја мислам дека Македонија постои од памтивек па до денес, пошто Александар бил македонски. Таа се викала тогаш Македонија. Името Македонија е античко име, не е донесено зад Карпатите. Значи Македонија и Македонија да мешате баби и жаби, значи зборуваме. Не можеме повели.
Ова е изјава на Пол Танге, синот на Кензо Танге. Вие знаете ли воопшто кој е Кензо? Да, знам, да, Кензо Танге, но знам кој... Кој е Кензо Танге? Јапонец, само што уредува, нали, во Скопје после, значи, урбанизам, нали, во Скопје после земјотресот, но јас, ете, човекот, не знам, таму е почиња, тој, не знам, таму што се вели, секој е чест за тоа што направил нешто за Скопје, но верувам дека сега имаме право ние во независна Македонија да на свој начин си ја уредуваме Македонија. Верувам пак уште еднаш секој е чест на човекот, но ние, значи, имаме право на свој начин да си ја уредиме своја земја и татковина како што комшиите наши на свој начин исто си ја уредуваат својот главен град и своите центри. Реков дека се чудам уште еднаш, значи, дека сега нешто слушам, користеа порано термин антиквизација, значи вулгаризирање на некој термин антиквизација, па сега не знам барок стил. Море луѓе што зборувате, тие градби кои сега се градат ги имаше порано во Скопје. Имаме споменици на Ченто, на Делчев, на кој на утрешен ден, значи, е убијан, упокоен. Кој е Делчев? И тој да не е од античка Македонија, па сега и кон него да немате антипатија. Зборуваат тука за НОП. Да ви кажам, нека сите ги канам, нека подадат во прилеп на могилата на неповедените. Сега е прекрасен простор, со уреден, со фонтани, со се што е личинено место, спомен парк, алеја на неповедените на тие наши борци од НОП, кои се бореа за слободна и независна и обединета Македонија. Тие наши борци од НОП се бореа. Нека видат сега, а додека беше СДС на власт во Прилеп со Пиргановски, могилата беше само депонија, депонија. А сега со ВМРО е одличен спомен парк на тие наши великани. Доста лицемерие, дајте дела за Македонија и не само со контри на тие наши борци од НОП кои се бореа за независна и обединета Македонија. Добра, благодарам многу на јавувањето. Времето предвидено за ова издание на Овде и сега истече. Она што успеав да го разберам од генерално од јавувачите, дека за жал нели никој никого не прашува овде дали нешто се сака, дали не што не се сака, и на крајот на денот ова последно јавување јас ќе му се извинам на гостина на јавувачот што ќе го искоментирам, ама за жал ми се потврдува оно што имав можност кога ја поставив оваа тема и на фан страната на Facebook Нора Шакири да прочитам, дека за жал многу луѓе не знаат кој е Кензо Танге и кој е всушност Пол Танге и зошто истиот дошол во Скопје. Како и да е, јас ви благодарам многу на вниманието и на сите вас кои што вечерва, односно денеска се јавивте. Се гледаме утре, па да ја заокружиме и оваа работна седмица. Пријатно!